Со мене во студиото е мојата колешка, уважена Гордана Дувњак. Гордана, добро утро. Добро утро. Штом си ти во студио, ќе разговараме за правни теми, иако морам да кажем дека пред вестите ја имав колешката од Хелзиншкиот комитет со која разговаравме за оној случај обвинителството покрена обвинителството така е за убиството на оној поранешен полицаец во една ситуација на семени насилства, низа и така натаму, но остануваме на територијата на Велес, бидејќи деновиве излезе уште еден многу занимлив, би рекол, случај, занимлив од смисла на правните практики кај нас. Што отвори многу и дебати на социјалните мрежи. Се работи за еден случај кој што датира од пред година и полтина. Се работи за силување кој што е пријавено во август 2020 година, пред година и пол отприлика. И се уште нема обвинителство. И се уште нема обвинителството, обвинителен акт. Само да споредам за ова со Пале Илиевска, која што утринава ја дискутиравме, обвинителството за 3 месеци. Убиство е во прашање, излезе со обвинителен акт. А за овој случај се уште нема обвинителен акт, но она што кој има една, би кажал, една необична ситуација. Јас не сум слушнал дека до сега е тоа правено кога е силување во прашање. Јас го проверував. Тоа ќе поразговараме. Се работи за реконструкција на целото силување. Реконструкција со ангажирани двајца актери. Од Драмски театар од Скопје, кои што пред вештаци, пред обвинителите, пред сведоците и така натаму, односно пред... И пред жртвата и сторител. Така е, сторителот, наводниот сторител, ги реконструираа двете варијанти, двете стории на двете верзии на ова. Само да кажем инаку дека убиството, се извинувам, убиството, силувањето е пријавено истиот ден кога се случило. Констатирани се повреди на девојката, значи од напукната уста до гребаници, до модрици, до отисоци на вратот за наводно што гушење. Читав, имало и две вештачења психијатриски, да. Таа денеска веќе ги нема тие последици, да кажем, барем овие физички, меѓутоа девојката е во многу тешка психолошка ситуација, бидејќи самата изјавуваше дека кога одела на реконструкцијата морала да биде под седативи и така натаму, и сега Хелсиншкиот комитет повторно протестираше, бидејќи мисли дека се работи веќе за двојна, тројна виктимизација со тоа што се изложуваат и така. Да. Гордана, колку е ова воопшто вообичаено и за што станува збор? Па воопшто не е вообичаено, да мора да признам. Јас се обидов да проверам и кај некои искусни суди и обвинители колку е често да се прави реконструкција на ваков вид на кривично дело. Речи си е непознато, барем не се сеќаваат тие што ги консултирав. Многу почесто реконструкцијата се прави за сообраќајки, за убиства, отколку за ова. Да се разбереме, и спецификата на делото е посебна, обично облюбата, силувањето се прави или во затворен простор, нема сведоци, најчесто нема сведоци, нели? Така што е многу комплицирано сето ова. Од она што го добив како информација, можам да заклучам две работи, а тоа е дека предпоставувам обвинителот или обвинителката во еден момент е дојдена во ќорсокак како понатаму да го води случајот, затоа што да се разбереме, ако целиот овој случај се затвори со обвинителен акт, тоа значи одење во судска постапка, соочување, одново и одново и одново навраќање на делото. Не ја гледам ни самата смисла, да бидам искрена, на реконструкцијата. Смеам ги да малку да противречам. Реконструкциите во принцип се прават за да се види реалноста на исказите, дали тоа воопшто што тие го тврдат што учествувале, па макар и во силување, дали се реални, особено кога се случувало наводно во автомобил, така што таму сега е ограничен толку просторот што некој може би од исказите и да се прави, да кажеме, реконструкција на возилото, на техничките можности на возилото, на големината, на просторот. Меѓутоа тоа да се прави во присуство на жртвата и евентуалниот, не можеме со сигурност да знаеме,
дека е сторител, затоа што во принцип и јавноста и ние сите сме склони да застанеме исто како во сообраќајките на страната на жртвата. Меѓутоа мора да бидеме до крај искрени и да кажеме дека има и лажни пријавувања. И тука е умешноста на обвинителот да ги процени сите тие понекогаш, факти. Гордана, дури не се работи дали има лажи. Јас утринава тоа и со представничката во селекцијски комитет го разговарав. Во претходниот случај со Пали Игловски така, сепак е дојдено до убиство. Да. И тоа убиство е настанато во еден конфликт во кој што само преживеаната ги раскажува се деталите како се дошло до тоа, иако историјатот на наследства таму таа и не ги пријавувала, туку има сведоци, комши, соседи, роднини и така натаму. Така што сакам да кажам, обвинителствата имаат врска понекогаш и во процес пред суд, да макар се доседи дека се невини, за да не излезе дека тие носат пресуди, а сепак е убиен човек на крајот, нека били насилник, нека били сето тоа. Тука е многу важно, значи да се утврди, да се утврдат околностите и контекстот, дали нешто е направено како резултат. Обвинителството во конкретниот случај вели дека е тоа убиство во миг. Или пак да се утврди дали има елементи на убиство од нужна одбрана. Така, пред неколку години, ако памтиш, имаше еден обид за плячкосување на менувачица во Чаира, ако не се лажам, каде што собственикот нападнат од две лица, вади пиштол, едното го убива, другото го ранува, сега не можам точно да се сетам, во овој момент ми текна. Тој беше ослободен бидејќи, ама таму имаше камери. Да. Таму имаше реконструкција, немаше потреба, бидејќи се гледаше и така. Тоа е на Тој беше отслободен заради нужна самоодбрана, бидејќи го нападнале, мислам и тие него со ножеви. И ако се сеќаваш и на оној случај, на оној дедо, повозрасен човек кој што бранејќи го својот дом исто така уби луѓе. Многу е битно да се утврдат фактите. Мислам дека многу поважно е какви се материјалните докази во конкретниот случај, какви се вештачењата. Она што збунува е дека очигледно и покрај тоа што така беше барем наведено во објаснувањето на случајот дека веднаш е пријавен, зошто на обвинителот не му е тоа доволно, туку има потреба од реконструкција. И тоа година и пол, мисламе, година и пол отпосле. И тоа се многу сензитивни ситуации, правни, и не случајно и во Законот за кривична постапка има една одредба која што деновиве многу често се цитира, а тоа е во кој случај не смее да се дозволи реконструкција. Пазете, законодавецот е многу дециден, вели не смее. Тоа ако влие на јавниот ред и моралот, но и на здравието на граѓаните. Животот и здравието на граѓаните. И тоа е работа на проценка. Доколку станува, јас навистина не знам за кој обвинител станува збор, изборуваме нели генерално општо, секогаш обвинителот од обвинителството има можност да реферира доколку има некакви недоумици пред својот предпоставен обвинителот на Велешкото обвинителство, доколку и тоа не е доволно, да се свика колегиум, па нели повеќе глави се поумни, и ако тоа не е доволно, да се оди и пред вишото обвинителство, се со цел да се дојде што е можно повеќе и поблиску до вистината, затоа што тоа се на вистина многу драматични работи. Еве се сеќаваме и на случувањата беа многу актуелни во соседството во Србија, кај што имаше пријавување нели на учител по глума, и колку е важно, и тој Мика го апострофира жртвите, дека е многу важно да се разговара со искусен инспектор, со искусен психијатар, кој што внимателно ќе им пристапи на жртвите, да не биде тоа грубо, а сепак да се дојде до вистината. Да, затоа што траумите се големи и повторувањето на сите тие трауми е само по себе.
Гордана, краток коментар за денешни утрински вести. Велјановски ослободен од домашен притвор, Рашковски ослободен од домашен притвор. Ке го видиме образложението на повисокиот суд. Гледам дека годинава, крајот на годината така почна со ослободување од притвор. Овде се работи за куќен притвор. Предпоставувам дека судот имал добри аргументи зошто тоа го прави, добри гаранции. Многу пати сме зборувала дека притворот многу често се злоупотребува, колку притворот во истражен затвор, толку и куќниот притвор. Ние тоа го видовме дека не е едноставно со локдаунот и сега со овие болести што значи да се биде врзан за домот, да не смее да се излегува. Не е тоа воопшто едноставно и ограничување на слободата. Меѓутоа, тука е одговорноста и на судот, и на судиите што донеле таква одлука. Повторно ќе повторам она што секогаш го кажуваме, притворот не смее да биде казна, мора да биде мерка за обезбедување на присуство. Има многу начини на кои што може да се обезбеди присуство, од одземање на лични документи, пријавување, контрола. За жал не профункционира оној систем кој што го најавувавме многу на алки и на контрола во домашни услови. И друг сме го разговарале, тоа фалираше заради софтверски проблеми. Така, пробачискиот систем. Гордана, благодарам за ово утринско правно брифирање. Мојот следен господин е професорот Мирослав Грчев, со кого ќе разговараме за едни други законски компликации, бидејќи вчера имавме побуна на 230 невладини организации околу новиот закон за урбанистичко планирање, па сакам со него малку да отвориме тие теми. Пак ќе бидеме во правото, ама од друг агол. Благодарам за ова.